Највисока цена на прасињата досега. Оваа сезона за едно прасе се бара цена од 3500 денари па нагоре, што за многумина е нереална ако се направи споредба со изминативе години, кога за прасе над 20 килограми се плаќаше од 2500 до 3000 денари. Сега цената оди до 4000 денари за прасе до 20 килограми. Ова е највисока цена што е била, се двиеше околу 3000 едно прасе, рачунаме прасе на 20 килограми, меѓутоа поборувачката го прави своето. Сега има и помала килажа, цената е поголема и што е најважно не може да се дојде до прасе, затоа што фармите, они си е нивното производство е така направено да се што производат прасе готово. Тоа е затворен процес на производство. А се продават прасиња од овие малите производители, например, ајде да речеме што имат од една до највеќе 10 моторици. Причината за ова според познавачите на состојбите на пазарот е дозволениот увоз на месо, но и повисоките приноси кои се очекуваат во жетвата на јачменот. Според пресметките на помалите фармери кои одгледуваат прасиња на своите фарми, ова е најлесен начин да се добие производ, отколку да го продадат јачменот за 6 денари. Математиката моментално на земјоделците е тоа, да го вложат својот основен производ, житарицата, да направат еден траен производ, готов производ, тоа да уложат или во свињарството, говедарството, тоа е обрата во свињарството е најбрз и затоа е цената на прасињата сега поголема од вообичаената. Сите сакат да купат на некој начин, да дојдат до прасиња, да ги уложат своите потрошени средства и да дојдат до некој профит. Нереалната цена на прасињата оваа сезона е дел од пазарната економија. Се што се увезува влијае да се намали цената, но многу мал дел и многу е тешко да се увезат живи прасиња, вели Ефтим Шаклев, собственик на свињарска фарма. Тој додава дека помалите производители со по 1 до 10 моторици очекуваат поголем профит од продажбата на прасиња, додека за поголемите фарми ова е најисплатлив процес поради затворениот систем на одгледување на товениците.